Добар ден, почитувани гледачи. Карциномот на грлото на матката представува едно од најчестите заболувања, малигни се разбира во светски рамки и во Македонија. ПАП тестот е единствен начин за скенирање и откривање на ова заболување и токму карциномот на грлото на матката е денешна тема со која што ќе ве анимираме и повторно ќе го задржиме вашето ценето внимание на Алфа телевизија. Кој гостува и што ви презентираме во 60 секунди Фактор здравје ќе откриете по блокот реклами. Приватна болница за гинекологија и акушерство, плодност Битола, ви нуди примена на најсовремено инвитро оплодување, замрзнување на јајни клетки, ембриони и машко семе, ви нуди лекување на брачна неплодност со најнови хируршки техники, лапароскопија и хистероскопија. Плодност Битола, место каде што вашите желби ќе станат реалност. Со специјалната болница за гинекологија и акушерство ИВФ Центар за асистирана хумана репродукција плодност од Битола, денеска повторно ја обработуваме и ќе ви ја представиме и приближиме денешната тема карцином на грлото на матката. Оттаму посебно за оваа прилика и само за вас, почитувани гледачи, од Битола денеска допатува гостинот кој што ќе ви ја приближи оваа тема и кој што со задоволство на почетокот сакам да му посакам добре дојде и премиерно да се чувствува пријатно во Фактор здравје. Добар ден за доктор Благојче Обедниковски, кој што е специјалист гинеколог акушер. Како сте, докторе? Добар ден, добро ве најдов. Поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Се чувствувам многу пријатно во вашето студио. И убаво претпоставувам допатувавте и ќе имаме плодна емисија и многу информации кои што ќе бидат од корист сигурно за почитуваните гледачки пред се. Тоа е и целта на емисијата. Да, посакувам убаво да се чувствувате, а пред разговорот да го почнеме и да ви ја приближиме денешната тема во која што и вас ве очекуваме, сакам да споменам дека болницата Плодност од Битола е достапна на 047 208 880, како и на телефонскиот број 047 208 881 или посетете нивната интернет страница plodnost.com.mk. Назад кон денешната емисија и содржините кои што следуваат, 60 секунди Фактор здравје, зборуваме денеска за ѓумбирот. Ѓумбирот е тропско растение чие стебло личи на трска која може да порасне до 1 метар во височина. Има месест и дебел корен кој е многу ароматичен. Богат е со минерали како калиум, бакар, магнезиум, манган и витамини Б и С. Ѓумбирот веќе долго време се користи како храна и како лек. Како лек е одличен против мачнини, абдоминална болка, забоболка, крварење и реума. Научниците истакнуваат дека идеален лек против воспаление, оток и болки. Ја смирува кашлицата, го зајакнува имунолошкиот систем и спречува настинки. Покрај ова, ѓумбирот ја подобрува меморијата, ја олеснува мачнината во бременоста, ги уништува микроорганизмите и ја зголемува енергијата. Истовремено се користи за детоксикација на организмот, го забрзува метаболизмот и ја подобрува функцијата на црниот дроб. Конечно, ѓумбирот го намалува нивото на холестерол во крвта, намалува ревматски и го зголемува бројот и подвижноста на сперматозоидите. Кратко подсетување, денешна тема во Фактор здравје е карцином на грлото на матката, тема која што денеска ќе ви ја доближиме и подетално ќе ве запознае со неа почитуваниот гостин денеска во студиото на Алфа телевизија, доктор Благојче Обедниковски, кој што е специјалист гинеколог акушер од приватната болница Плодност од Битола. Докторе, што го предизвикува, дали има конкретен ризик фактор или причинител на карциномот на грлото на матката? Да, има повеќе ризик фактори, меѓутоа за најголем ризик фактор се смета инфекцијата со хуман папилома вирус или скратено ХПВ, кој што е пронајден во примероците од оперираните жени скоро во 100% од секој случај, да. Кога збору, да? Да. Други ризик фактори кои не се толку битни, меѓутоа секогаш се спомнуваат, пред се пушењето, потоа возраста на жената, рано почнување со сексуални односи, повеќе сексуални партнери или партнери со многу партнерки. Потоа некаде се спомнува расната припадност. Припадничките на црната раса имаат скоро двојно поголема шанса да добијат рак на грлото на матката. Слабиот социјален економски статус на пациентките од X причини доведува исто така до зголемен ризик. Потоа наследен фактор, оние кои што имале блиски роднини со овој карцином се во поголем ризик да го добијат.
и така натаму. Овој карцином ја споменав и во најавата, еден од најчестите, за жал по бројности и случаите кои што се на глобално ниво и во Македонија. Ова што веќе го спомнавте дава одговор зошто дури 80% од случаите се откриваат во земјите во развој. Токму одговорот го добија почитуваните гледачи, но она што ме интересира, кои припаднички практично на понижниот пол се најризична група? Постои ли долна, односно горна граница на жени кои што имаат поголема шанса да бидат заразени од ова заболување? Да, најголемата инциденца е кај припаднички на понежниот пол некаде од 30-35 години до 55. Поретко се најдува и над 20 годишна возраст, а до 20% од случаите може и кај пациентки кои се до 65 и 70 годишна возраст. Значи пикот на болест е некаде од 30 до 55 годишна возраст. Како може да се открие? Има ли начин кога ќе се фати практично ова заболување, овој карцином во рана фаза и како понатаму оди постапката на дијагностицирање, третирање и постоперативен третман? За среќа има, затоа нели и ова емисија, како и многу други, да им објасниме на пациентките како да се заштитат од ракот на грлото на матката. Тоа е познатиот Папа Николау или ПАП тест, верувам дека секоја жена слушнала за него. Така да редовно земање на ПАП тест доведува до тоа да пациентките не добијат рак на грлото на матката. Да Практично се тоа и многу превентивно рано, треба да се прави. превентивно и доколку почне некоја да се развива, се открива многу рано и може комплетно да се излечи. Овие ПАП тестови кои што ги споменавте како скрининг или начин, метода на рано откривање на карциномот на грлото на матката, има ли ритам, односно временска рамка, колку често треба да се прават и во која возраст? Да, се почнува од 20 или 21 година или 2 до 3 години од почетокот на сексуални односи, зависно кој прво ќе дојде. Така би требало еднаш годишно да се земат на запад. Во зависност од возраста може да се продолжи рокот на земање до 2 години. Така да пациентките кои редовно земат не би требало да добијат никојаш рак на грлото на матка. Ова се однесува само на жените кои што се во репродуктивен период од животот или ке оние кои што веќе тоа го Се поминуват? јавува нажалост и после репродуктивниот, Да, вие како што споменавте, спомнав и до да. 65 Дали тие годишна, жени- меѓутоа кај нив ризикот е намален. Добра. Од Дали тие друга треба еднаш страна, годишно тие- да прават? Не, кај нив може на 3 години, така или доколку имале 2 последователни негативни тестови, може да и на подолго растојание, меѓутоа затоа што баш ова популација не оди доволно на лекар, па кај нив се најдуваат запустени случаи во повисока фаза на развојот на карцинома. Кога ќе се случи практично појава или ќе се дијагностицира карцином на грлото на матката, практично вие тоа во болницата Плодност Битола го третирате, дијагностицирате, практично третирате и постоперативен третман понатаму следува. Да. Што како исследување треба да се направи предоперативно или хируршки да се отстрани тој карцином? Што треба или во која фаза да дојде тој карцином за да ригидно или рапидно се отстрани тоа што треба да се извади практично? Па, значи, по редот на нештата, доколку има некоја промена на ПАП тестот, потоа се прават некои подетални испитувања, како колпоскопија, биопсија или земање парче, примерок од местото на промената, која ќе дојдат резултатите. Ако се открие дека има инвазивен карцином, тогаш се прават и други подетални испитувања и доколку карциномот е во оперативна фаза, најдобро се третира со операција, која што е доста голема, тешка за изведување. За среќа еве и на пациентките од југозападниот регион, прв пат од минатата година се работи во Битола ова операција, која се вика радикална хистеректомија и лимфаденектомија. Целта на операцијата да се отстрани цело заболено ткиво, заедно со лимфните јазли или горната третина од вагина и пациентката си има можности за натамошен добар нормален живот. Пред да се изведе самата хируршка интервенција, кои исследувања треба да се направат кај пациентката и дали има можност за некоја контраиндикација, спреченост да се изведе операцијата кај некоја жена? Пред да се направи самата операција, треба се направат доста детални испитувања од основните анестезиолошки картон, снимки на белите дробови, некојаш е потребен компјутер и точно да се одреди во кој стадиум е болест. Затоа што не сите стадиуми се оперативни, нели? Се знае до кога се оперираат, така наречен 1Б стадиум на болеста.
Доколку не може подоцнежен стадиум болешта, тога се оди на друга терапија, нели зрачна терапија, хемотерапија и така натаму. Она што вие го изведувате во плодност практично се сите фази На испитување и третман. Испитување, третман, да. До зрачната терапија. Зрачна терапија се изведува сега моментално единствено на Институтот за радиотерапија во Скопје. Да. Ме интересира од она искуство кое што рековте една година веќе е зад вас. Можете веќе и да сублимирате, да статистички податоци или некои искуствени податоци споделите со јавноста. Во која фаза тие пациентки кои што сте ги третирале дошле практично кај вас? Дали превенцијата делувала или во некоја подмината фаза тој карцином веќе бил зафатен? Кај овие пациентки, нажалост, превенцијата не делувале, затоа што дошле во фаза на инвазивен карцином, меѓутоа сепак во оперативна фаза. И за среќа сите пациентки досега оперирани се добри. Се надевам и натаму така, затоа што операција е, како што кажав, многу обемна, голема и често е пропратена и со некои неочекувани нуспојави кои од страна на повреда на уретери, бешика и така натаму. Кога зборуваме за самата хируршка интервенција, сигурно вие и ќе ги интересира почитуваните гледачки, рековте дека во некој случај дел од матката се отстранува, некаде целата матка се отстранува. Тоа практично ме наведува на заклучок дека репродуктивно, за жал тие господи или жени не може веќе да продолжат, односно да имаат свое потомство. Како решение, дали им нудите можеби можност да се замрзнат нивните јајцеклетки за понатаму, нели, ако сакаат свое потомство да имаат? Да, дел од матката се отстранува само кога не е инвазивен карцином, него кога се фати во преинвазивната фаза. Инаку ова радикалната операција се отстранува комплетно матката, горен дел од вагина, значи параметра и лимфните јазли во малата карлица. Така да, кај нив можност не постои за натамошен, меѓутоа може да се зачуваат јаниците или да замрзнат јајцеклетки, нели? Што вие нудите во плодност како можност? Апсолутно, да. А она што ме интересира кога повторно оваа хируршка интервенција, како што рековте, кога се отстранува практично целата матка кај таа господја или пациентка, постои ли можност понатаму за рецидив, повторување на овој карцином и проширување на некои други делови и органи од телото на истиот? Да, нажалост постои, затоа некојаш тие добиваат и нели радиотерапија, да се намали можноста од рецидив и треба да прават редовни контроли на 3 месеци, на 6, зависно од случајот, со надеж дека нема да се врати или ако се врати рано да се открие повторно се лечи. Да, и уште еден аспект ме интересира од хируршката интервенција која што изведувате во плодност битола постоперативно. Дали има препораки или начини некои на кои што тие пациентки треба да внимаваат во однос на нивото и квалитетот на животот да не изгуби од она што било претходно? Секако сите пациентки се едуцирани и предоперативно им кажуваме што треба да очекуваат, што може да очекуваат и после операцијата исто така. Што е оно што препораките еве на пример може и да споделите јавно е важно и исклучително прво нешто што им кажувате на тие пациентки кои што го поминале тој оперативен третман? Па им кажуваме дека може да си живеат нормален живот натаму, после неколку месеци, нели, во зависност дали ќе допијат дополнителна терапија, да се хранат здраво, да живеат нормално, jednostavно така. Да, нема значи некое посебно ограничување. Не би требало да ги ограничуваме. Би сакал почитуваните гледачи да ги потсетам дека и вие денеска сте добре дојдени, го сакаме вашето друштво и контактот со вас на 2600 373. Доколку имате интерес да се јавите, сакате нешто да прашате или споделите нешто со нас, повелете отворен е телефонскиот број на кој што можете да се јавувате, а знам дека има интерес од ваша страна и би сакал да го слушнам вашето мислење, а она што сакам да го потенцираме дека денешната тема карцином на грлото на матката го обработуваме и вас ви го приближуваме повторно со специјалната болница за гинекологија и акушерство и ИВФ центар за асистирана хумана репродукција плодност од Битола, болница која што е достапна секојдневно на 047 208 880 и 047 208 881. Доаѓаме до оној момент, докторе, ве следам и рековте дека превенцијата во многу случаи не помогнала кај оние пациентки кои што сте ги оперирале. Значи дека постои превенција кај овој карцином. Апсолутно постои превенција. Но имаме гледачна линија, може ли да го слушнеме? Ќе се вратиме на вашиот одговор. Добар ден ви посакувам. Добар ден. Добар ден, господјо. Добро дојдовте во Фактор здравје. И прекрасна ви емисијата. Поздрав до докторот и до вас во студиото. Благодарим. Благодариме. Би сакала едно кратко прашање до докторот, ако е можно, што е миом и кој е, мислам, како се третира?
Добро, да. Благодарам за Поздрав. прашањето. Да. Поздрав. Иако не е тема Да, денешна, да. но сепак Добро, кратко миоме- можете да одговорите. Да. Бенигни миомите се бенигни тумори на матката. Често се најдуваат кај пациентките. Проблематиката во зависност од големината на миомот и од местоположбата на миомот. Третма за миом е единствено оперативен за сега. Има во светот, па и кај нас и некоја терапија хормонална, меѓутоа таа само ги намалува до некаде, не може да ги отстрани. Да. Сигурен сум дека е задоволна гледачката, повелете сме расположени и очекуваме ваши јавувања. Да се вратиме на превенцијата, почнавте да одговарате на тоа прашање. Превенцијата, кажавме, нели со редовни земање на ПАП тестови, нели во последните години е воведена во светот, па и кај нас е и вакцината против ХПВ вирусот. За сега има регистрирано 2 вакцини, едната е двовалентна, се вика Cervarix, таа заштитува против типовите, пошто ХПВ има нели доста типови, некои највирулентни типовите 16 и 18, кои предизвикуваат карцином на грлото на матката во преку 70 до 75 од случаите. И другата вакцина се вика Gardasil, таа е 4-валентна, која покрај заштита од карцином на грлото на матката, дава заштита и од гениталните брадавички, кои што се јавуваат. Ова вакцина се извинува втората, се користи исто и кај машки, во светот е воведена кај девојчиња од 11 до 12 години и кај девојки до 26 години. Истото важи и за машката популација, затоа што покрај ракот на грлото на матката, таа дава заштита и против рак на вагината, против рак на вулвата, против рак на анусот и на грлото или орофарингсот. Уште еден гледач не чека на линија. Добар ден, ви посакувам и на вас. Ало, добар ден. Добар ден, господи, од каде се јавувате? Се јавувам од Струмица. Благодарам што сте со нас. Поздрав до вас и до емисијата и до гостинот. Благодариме. Но прашање, имам девојче од 12 години. Сега вари во училиштето вакцини, како наводно беше да се задолжителни. Сега се слуша разни верзии за вакцините, дека било добро да се вакцинираат, не било добро. Некои од децата се вакцинираа, некои не. Јас лично, мојата девојче не се вакцинираше. И сега, не знам, дали сум добро постапила, дали не само дека јас не сум одлучила така, поголем број на родители. Не знам, дали е добро, сакам докторот да го прашам лично, ако тој бил во таа ситуација, дали се работи за неговото дете, дали би се согласил да се вакцинира. Благодарам за прашањето и поздрав до сите во Струмица ова попладне. Сигурно ова прашање ви го поставуваат многу често. Актуелно прашањето, многу често поставувано. Да, јас имам ќерка на таа возраст и ќе ја вакцинирам. Препорачувам лично јас да се може вакцинира. да споменете зошто би требало да се вакцинираат? Па нели дава заштита против најчестите типови кои предизвикуваат рак на грлото на матката, против гениталните брадавички и така да не гледам зошто не би се вакцинирале. Битно е, важно е многу, најдобро е да се вакцинираат пред да почнат со сексуални односи и исто така комплетна вакцинација да се изврши, 3 дози во рок од 6 месеци. Првата, втората би требало месец до 2 после првата и третата 6 месеци после првата. Дали тоа значи дека 12 годишна возраст е најпогодната возраст кога треба да се прими таа вакцина? Да, се препорачува од 11 и 12 годишна, па се до 26 годишна возраст. Натаму не нашле некој заштита, некој добар процент на заштита и затоа не се препорачува после 26-та година. Практично и она што го споменавте вие, оваа вакцина превентивно делува во однос на појавата и ги штити. Да, штити против тие типови на вируси против кои е создадена. 16, 18, 6 и 11. А тие предизвикуваат, извинете, најголем број од карциномите, 75%. Да, уште еден гледач вклучуваме во Фактор здравје. Добро дојдовте и вие во нашата емисија, повелете, доколку сакате представете се. Да, благодарам. Се јавам од Скопје, едно прашање до докторот. Слободно поставете го. Се работи за Тин 1, меѓутоа веќе можеби 10 години истото ми се повторува, редовно правам контроли
ПАП тестови и секогаш е цин 1. Значи никако не можам да не знам дали воопшто треба нешто да превземам повеќе. Исто и ХПВ 4 пати си имам тестирано, нема детектирано ништо. Меѓутоа цинот еден си стои. Благодарам за прашањето. Добро. Значи, добро е што е ХПВ негативно, не би требало да е страшно. Нареден чекор може да направите колпоскопија и евентуално биопсија од местото каде што се наоѓа проблемот. Така. Инаку, во некои случаи при долготраен цин-1 може да се направи, ако трае повеќе од неколку години, се прави мала операција, конизација или лазерска вапоризација на местото. Значи, се зависи од биопсијата. Практично доколку пациентката спомена има цин-1, Да. поврзаноста со... Да. Најдобро ќе се одреди, значи, хистолошки, затоа што ја има повеќе време, подолго време. Сигурен сум дека гледачката е задоволна од овој одговор. 260-373, повелете, јавете се доколку се уште има интерес од ваша страна и сакате нешто да прашате. А јас сакам попатно да споменам дека 3236607 е телефонскиот број на кој што сите јавни и приватни установи се добре дојдени за остварување идна заедничка соработка овде со нас со емисијата Фактор здравје. Докторе, кога рековте дека вие во плодност 1 година хируршки ги третирате овие карциноми на грлото на матката, она што ме интересира и што сигурно повторно би сакал да ги запознаете почитуваните гледачи, кога ќе се диагностицира, нема друг начин тоа да се избегне или во која фаза може на друг начин да се третира, дали има медикаментозна терапија, конзервативно третирање? Можно е исто така без операција да се третира со радиотерапија и со хемотерапија во зависност од типот на туморот. Меѓутоа, секаде каде е можна операција, по мене најдобро е да се изврши операција. Така. Па потоа евентуално дополнителна терапија. Да. Кога зборуваме повторно за карциномот на грлото на матката, поврзаност еве можеби цин-1, цин-2 не им е познато на гледачите и тој поим да го објасните или да им го доближите поконкретно за оние кои што не се упатени. Тоа значи цинот, цервикална интраепителна неоплазија, значи се уште не е преминато во канцер, него пред карциноматозни состојби. Таа порано беше цин-1, цин-2, цин-3, сега има друга номенклатура или градација, меѓутоа тоа е тоа. Цин-1 е таа најлесната промена, просто да кажем. Да, како што и господјата што кажа. 1/3 од епителот е зафатен. Уште еден гледач не чека на линија или гледачка. Добар ден и за вас. Добар ден. Како сте, господјо, ви ова попладне? Па добри сме. Добри, добро, ние сакаме одлични да бидете како што сме Да, ние. да. Од каде се јавувате? Од Радове се јавуваме. Одлично, многу убаво ние збогатувате емисијата и повелете со ваше прашање. Јас сакам да поставам некое прашање до докторот. Слободно. Повелите, да. Ве слушаме, слободно. Дали Слабо дали може од инфекција да дојде до карцином на грлото на матката? Да, нели изборувавме дека од ХПВ инфекција може да дојде до грлото на матката, а и доколку има други сексуално преносливи болести, го зголемува, значи, опасноста од заболување и развивање на карцином на грлото на матката, посебно кај пациентките кои се заболени од СИДА, од вирусот на СИДА, намален имунитетот и кај нив полесно овој вирус на ХПВ може да се развие да предизвика промени. Благодарам, господјо, што се јавивте од Радович и благодарам што сте со нас ова попладне. Кога спомена гледачката почитувана дека со каква инфекција или каква инфекција може да предизвика појава на карцином на грлото на матката, дали тоа значи дека оние пациенти или оние жени или мажи кои што имаат почести сексуални односи, кои што се промискуитетни, нели? Треба и почесто хигиена на интимните делови да прават, да употребуваат кондом веќе како заштита мажите? Кондом сигурно би требало да го употребат како заштита. Хигиената лична нормално и сепак најдобро е скринингот со папа Николао тест. Така. И ХПВ типизација, доколку има некои промени. Да. Може и во однос на таа ХПВ типизација да објасниме каква типизација всушност е и што тоа ви налага или ве задолжува вас гинеколозите акушери? Брисот за ХПВ типизација слично се зема како и папа Николао брисот, потоа се испраќа на испитување и се испитува дали е пред се заразена со ХПВ вирусот
и ако е заразена, кои типови на ХПВ вирусот се присутни, затоа што не сите типови на ХПВ вирусот предизвикуваат карцином, тоа се само неколку типови. Нели спомнавме 16, 18, 31, 33, 45. Некои предизвикуваат брадавички, генитални или на други локализации. Сакам да кажам дека голем број од популацијата го носи вирусот со нив, без да знае дека постоел. Кај оние кои имаат поизразен имунитет, најчесто самиот ќе го снема вирусот по неколку години, додека кај оние пациенти со намален имунитет може да предизвика некој промени. Ова практично кога го зборувате со имунитетот налага да се јаде сигурно и здрава храна, свежа. Апсолутно. Апсолутно. Или некој додаток во исхраната сигурно да се применува во однос на превенцијата, повторно ќе кажеме. И она што практично е интересно за сите оние пациентки кои што ги третирате и ќе ги третирате во плодност битола, уште еднаш би сакал да ја повториме препораката и она што вие го нагласивте на почетокот, дека ПАП тестот е практично единствениот и за сега сигурен начин. И вакцинацијата. Добро. По мене, да. Она што ми сакав само да го нагласам во однос на Папа Николау тестот, дека тој еднаш годишно рековте дека треба младите девојки или жени да го прават. Почнувајќи значи од 21 или 20 годишна возраст, па во текот на целиот репродуктивен период, а поредко и натаму, значи после престанокот на менструација. Да. Дали имаме уште еден гледач? Слушам. Да. Добро, ќе продолжиме во однос на емисијата и одно што ме интересира во кога зборуваме за карциномот на грлото на матката. Има ли некој аспект кој што е интересен, а би сакале да го споделите со оглед дека знам целиот ваш стручен тим во плодност битола ги следи светските актуелности, редовно одите на конгреси, симпозиуми, семинари и се што е ново во светски рамки го применувате? Да, би сакал да го изразам задоволството што работам во плодност. Значи ги имаме сите услови за работа и сите можности за усовршување и пратиме и натаму се што е најмодерно. Ги имаме сите потребни апарати за испитување, имаме одлична операциона сала. Да. Уште еден гледач имаме на линија. Добар ден и на следната гледачка, предпоставувам, ни се јавува. Ало, добар ден. Добар ден. Како сте вие? Па добро, со вашата емисија секогаш не ја пропуштам. Добро за вас значи петка, така сигурно. Да, повелете господјо, ако имате прашање. Докторот. Благодарам. Се јавувам дека сум една од тие жени што сум оперирана од дадена карцином уште 2003 година. Имав некои инекции примав после тоа и 2 зрачења по 19 часа. Многу внимававме ли на исхраната една година, одев редовно на контроли и сега еве, после 10 години се осеќам многу добро, но сепак потајно има некој страх во мене, дали и после толку време, иако многу внимавам, постои шанса да се јави или не, и сакам еве како еден апел за жените да не се плашат, нека одат редовно на контрола. Еве, јас сум како пример 10 години живеам со една операција од аденокарцином. Поздрав до вас и се најубаво. И сигурно, господјо, позитивно се чувствувате, имате позитивна мисла. Предпоставам и енергија, бидејќи тоа го кажа. Сакате нешто да искоментирате? Мило ми е што пациентката е добра после 10 години. Значи во светот најчесто се прати првите 5 години, 5-годишното преживување, потоа опасноста драстично е намалена. Од појавување на повторна болест, така да би требало да биде. Значи како одминува времето, сите тие контроли или времето се продолжува или не се потребни и шансите за повторно јавување минимални, како што рековте. Докторе, многу ви благодарам за денешното гостување, што ја представивме и доближивме оваа тема до почитуваните гледачи. Посакувам среќен пат, вечерва заминувате, знам, за битола и повторно да се видиме во некоја следна прилика. Благодарам, ми беше многу пријатно. И мене исто така и поздрав до целиот тим на плодност од битола, а за вас почитувани гледачи не само во однос на денешната тема, туку и за сите информации кои што ви интересираат од областа на гинекологијата и акушерството. Адресата е Плодност Битола, телефонскиот број е 047 208 880 и 047 208 881. Нивната интернет страница plodnost.com.mk секојдневно се ажурира и сите новости можете таму да ги најдете. А за нас се знае, Фактор здравје @alfa.mk. Се гледаме повторно утре и се најдобро.